Значи, граѓаните кога ќе се соочат со определена штета додека се движат по државните патишта, оние каде што ги покрива Македонија пат согласно законот, односно што е обврзана да ги одржува, доколку им се нанесе било каква штета, тие имаат право да поднесат тужба до надлежен суд и таму да ги остваруваат правата од штета, односно да добијат правосилна пресуда со која што ќе се утврди дека Македонија пат била одговорна, пропуштила должно внимание за да го одржува патот во соодветна и состојба за да не настане таа штета, им се определуваат средства на име на надомесна штета. Проблемот настанува од кога ќе се добијат тие правосилни пресуди, кога Македонија пат нема да постапи по нив, односно да исплати по нив. Законот вели дека кога доброволно некој не сака да плати, се оди на присилна наплата и сите граѓани, сите правни лица подлежат под закон за извршување, каде што присилно се наплатува кај надлежен извршител. И сега кај јавните предпријатија, тоа е конкретно за Македонија пат, тоа е малце деликатно, односно е попривилегирано, односно има еден член во законот за извршување кој им дозволува на јавните предпријатија да не мора да платат по правосилни пресуди доколку со тоа би се довеле себе си да ми се намалат средствата кои се потребни, минимум потребни за да можат тие да функционираат. Тие средства се утврдуваат со некакви си вештачења од и лица ангажирани од страна на Македонија пат и тие се секогаш се различни. Значи ги монтираат спрема потребите. И во такова една ситуација, граѓанин кој има побарување од Македонија пат не може да си го наплати своето побарување заради тоа што Македонија пат секогаш се држи на минимум, односно се држи на овие минимални средства и неговата пресуда е неизвршлива. Ова се таложи со години. Македонија пат по основ на неплатени пресуди има наталожено многу обврски, но до сега јас немам информација колкави се тие, но од колеги што знам и од граѓани што знам што се жалат дека не можат да ги наплатат, се во значителен износ. Постои еден закон за јавни патишта кој што е донесен во 2008 со кој е формирано една друго јавно предпријатие, не Македонија пат, за да биде појасно. Тоа е јавно предпријатие за државни патишта, мислам че се вика, или за патишта само, кое што фактички ги прибира сите парични средства од користењето на автопати, дали по однос на патарин или по други основи, кај него се влеваат средства. Да тој го склучува договорот, согласно законот, го склучува договорот со Македонија пат. И тоа е местото од каде што треба Македонија пат да се финансира, вклучително тука се финансира и од буџет, значи влегува како одговорна и владата и така натаму. И мене ми се јави ова како дискутабилно кога видов дека се спрема некоја одлука за вризгување на парични средства во Македонија пат од страна на владата, каде што се наведува дека Македонија пат е должник по основ на ДДВ и данок на добивка во УЈП во износ од 7 милиони, а тие ќе вризгуваат 2,5 милиони, а никој не ги спомнува овие побарувања, а овие побарувања се едноставно изигрување на законските одредби и од законот за државни патишта и од законот за извршување, и мора нешто да се направи за да може да се утврдуваат точни парични средства со кои што ќе располага при договарање, при отстапувањето при договорот со кој што ангажира Македонија пат, да Македонија пат стане компанија или јавно предпријатие која ќе биде доволно финансиски моќна и соодветно да ги одржува патиштата за да нема штети, а доколку има за да може да ги исплатува овие пари. А ако веќе се вбризгуваат пари на доспеани обврски, не може владата да ги игнорира овие права на граѓаните кои се утврдени во правосилни пресуди.